Добро утро, добре ни дојдовте. Денес би сакала прво да го поставам прашањето дали се уште верувате дека постои магија. И што всушност е магијата? Постои ли како нешто што го чувствуваме? Постои ли како магично стапче? Не знам дали некогаш сте се запрашале кога растете, во кој момент од животот едноставно веќе не верувате во магија. Денес би сакала да ви кажам дека кампањата која што стартуваме е токму тој наслов, магијата е во знаењето, кампања која символично започнува токму на 5 октомври, а 5 октомври е меѓународниот ден на наставникот. Овде во Домот на култура Билјана Беличанец во Скопје, во рамки на одбележување на овој ден, ќе зборуваме за една тема која што може би сме ја подзаборавиле или тема која што на моменти ја занемаруваме. Учителот може би не носи наметка, и тоа е така, ама создава магија која што и како треба да се вреднува. И баш поради тоа би сакала да погледнеме едно видео пред да го стартуваме овој денешен ден, односно оваа панел дискусија, првата панел дискусија токму од магијата во знаењето. Да погледнеме. Во свет каде што секојдневно брзаме по резултати, оценки и успеси, често забораваме, зад секоја петка стои човек. Не носи наметка, но создава магија, не користи волшебно стапче, туку збор, трпение и срце. Зад секое дете што верува во себе стои учител кој прво поверувал. Магичните приказни не почнуваат со «имало еднаш», туку со «добар ден, деца». Магијата е во знаењето. Министерство за образование и наука. Мислам дека малку не враќа во тој дел на магијата. Успеавте да го слушнете, да го загледате видеото, нели? Со огромна чест и задоволство, јас ќе стартувам со господја Весна Јаневска, министерка за образование и наука, која секојдневно ја гради и ја насочува образовната политика во нашата земја. И Лесли Милер, господјата Лесли Милер, представник на УНИЦЕФ во Македонија, ви благодарам што дојдовте денес. Исто така третиот соговорник е и професорката Билјана Камчевска, декан на педагошкиот факултет. Ви благодарам и на вас. Им благодариме што се дел од оваа дискусија и што со нивното знаење денес малку повеќе ќе пренесат за тоа што значи учителот, професорот, што значи магијата на знаењето. Време е да ја откриеме магијата на добриот збор, вистинската вредност. Ќе се обидеме заедно да откриеме која е онаа магична формула што наставниците секојдневно ја имаат или ја пишуваат одново и одново низ годините, за да не научат на едни вистински вредности. Би сакала да стартуваме со прашањето до вас, министерка Јаневска. Каква е улогата на образовните политики во јакнењето на авторитетот и статусот на наставникот? Ви благодарам за прашањето, навистина убаво прашање. Би почнала со мал вовед и да кажам дека наставникот и неговото значење почнува во оној момент кога родителот му го предава своето дете во негови раце. Тоа е знак на доверба. Но тука почнува врската на наставникот да ја гради личноста, да покаже силен авторитет, да покаже интегритет, да ги мотивира децата да го сакаат знаењето, значи да им ја пренесе оваа магија кој тој ја има во себе, за учениците да сакаат да учат, да сакаат да го осознаваат светот, да сакаат да творат. Токму поради тоа, пак образовните политики треба да му го овозможат ова чувство на наставникот, затоа што тој не може да биде комплетно остварен на своето работно место, ако нема исполнети одредени услови. Значи, ако го нема вистинскиот општествен статус, ако го нема собственото значење како една од најважните работи во општеството, односно во државата, и ако нема социјална сигурност. Тука стапуваат на сила државните политики, односно политиките на Министерството за образование и наука. Со оглед дека сме свесни за се што се случува во државата и дека е многу важен социјалниот статус, прво што направивме, значи, ја покачивме платата на наставниците во една учебна година, во ноември и март, нека не ми замеруваат, значи, во многу кус период, на 2 пати за 5,7%, нешто повеќе од 12%. Но тоа и не е толку значајно, колку што е значајно што ние, како нова влада, им дадовме сигурност
дека платата ќе се покачува во следните 4 години и го подпишавме тоа на хартија за да биде обврска за тие да знаат дека таа сигурност ќе ја чувствуваат. Дополнително, сметам дека и кампањата е важна, затоа што во општеството како да се подзаборави што значи да се биде наставник. Вистинската вредност, Вистинската вредност. Значи, да, значено е да бидеш доктор, значено е да бидеш адвокат, ама наставник како да е нешто што вообичаено треба како да се случува. подзаборави магијата на Така е, се професорите, подзаборави магијата која тие треба да ја направат. Од тука покрај ова и покрај кампањата вложуваме, како што веќе многу пати сум кажала, во нивното образование, затоа што сметам дека сме должни да ги поддржиме во тој правец. Знаете, се случува денес младите да имаат исклучително значени дигитални вештини, а наставниците треба да ги научат, нели? Така За сепак да бидат помокни во класот од учениците, така е. затоа што учениците тоа и го очекуваат од нив. Па затоа спроведуваме многу различни обуки на кои наставниците го надградуваат своето знаење. Вложуваме во условите во кои што работат наставниците. Се многу важни секако. Секако се многу важни. Мене ми е жал што ќе морам да кажам дека навистина во нашата држава има услови каде што е тешко да се работи, но ние се трудиме и овие 15 месеци прилично многу од нив поправаме и ќе продолжиме во истил и да поправаме. Ви благодарам. Според вашето искуство, кои се најголемите предизвици во градење доверба и почит помеѓу наставниот кадар и учениците денес? Интересно прашање, меѓутоа пред да одговорам, јас би сакала уште кажам да јавно пред сите присутни и сите што не следат во живо да ја поздравам оваа идеја. Една прекрасна идеја за започнување на караван со интересно мото магијата е во знаењето. Драго ми е што како педагошки факултет кој едуцира кадри за основното образование сме вклучени во оваа кампања и сега да преминам на прашањето. Реков интересно прашање за денешно време, затоа што да се стекне доверба и почит и да се гради помеѓу наставниот кадар и учениците не е лесна работа денес. Може би и најтешката. Најтешка работа и сакала тука да истакнам дека за разлика од порано, довербата и почита не се стекнуваат по автоматизам, туку напротив треба да се градат секојдневно со голема посветеност, со взаемна соработка, слушање и почитување. Би рекла, може би, еден од најголемите предизвици е судирот што се јавува помеѓу традиционалните улоги на наставникот и помеѓу ова што значи нова реалност на дигитална култура во која се развиваат младите генерации. Така што ако овој јас не се надминува, тогаш може да се случи, постои ризик да довербата се заснова само на формална дисциплина и на контрола, наместо на нешто повеќе. Денеска учениците бараат почитување на нивната личност, бараат се поголема вклученост во наставниот процес. А наставникот не сме да биде заглавен во тие авторитарни модели. Напротив, авторитетот треба да го трансформира во инспирација, затоа што само така ќе може да одговори на новото време, односно да ги поддржи младите генерации во развој. Исто така, друг предизвик што би сакала да го нагласам е немањето на доволно време и простор за емпатија, за поголема емпатија кон учениците. Затоа што денес наставниците како да се заглавени во премногу администрација, бркање на остварување на наставни програми, постигнување на резултати со учениците, малку простор им се остава за емпатичност кон учениците, односно како малку да се занемарува воспитната компонента и тука јас би го видела проблемот со паѓањето на етичките вредности кај младата популација. Значи, сметам дека сепак треба да се вратиме малку повеќе и на воспитанието и да посветиме повеќе време на тоа. Дали почиток кон наставниците може да се нивува системски I think it needs to be. So yes, I very much agree. Yes. Yeah, thank you. We know from global evidence that the
quality of teaching is the single most important factor to students' learning. So we absolutely have to invest in teachers. And I think today's event and the campaign to appreciate teachers is extremely important. Говорот на вашето прашање е точно, потполно се согласувам со вас. На глобално ниво постојат докази дека еден од најважните фактори за квалитетната настава се всушност наставниците и затоа треба вели повеќе да инвестираме во нив и затоа сметам дека оваа кампања која што ја започнуваме денеска е од огромна важност. So teachers absolutely need ongoing professional development, and I'm very much agreeing with what the Dean of the School of Pedagogy just said. A lot of that professional development needs to be in the area of pedagogy so that they stay up to speed with current learning methods, that they learn to introduce new concepts, and that they can connect with the students. Се разбира дека се согласувам дека на наставниците ми е потребен еден континуиран професионален развој и усовршување. Потполно се согласувам со тоа што го истакна деканката на педагошкиот факултет во однос на стручното усовршување и развој, дека тоа треба да се случува во областа на педагошкиот развој, каде што наставниците ќе можат да учат нови методи за настава, но исто така и нови начини на кои што тие ќе се поврзуваат со учениците. They also need resources in the classroom in order to be able to teach effectively and time to spend on reflecting and preparing for high quality classroom activities and learning. Исто така наставниците им се потребни ресурси за да можат нели да држат ефективна настава, но исто така потребно да имаат и доволно време каде што тие ќе можат да размислат како всушност ќе се обезбеди таквиот квалитет на настава. And very importantly, they need appreciation in order to be motivated to do all these things. And a lot of that appreciation should come from school leadership. So we know that when teachers have supportive leaders in their school, they're much more motivated to contribute their best to ensure really positive learning environments. But they also need appreciation from parents, from the students themselves, and from society at large. Исто така многу е важно нели да се цени работата на самите наставници за да тие бидат мотивирани за да нели ја вршат својата работа како што треба. Целата таа благодарност и за нивната работа пред се треба да доаѓа од училишното раководство. И доколку тие се поддржани од училишните раководства, се разбира дека тие ќе бидат мотивирани да ја вршат својата работа, но меѓутоа нивната работа не треба да биде цената само од страна на училишното раководство, туку од страна и на родителите, на учениците и на целото општество. Ви благодарам многу на одговорот. Професорке Камчевска, вие секој ден споѓавате следните професори, со оние кои што ќе бидат нели професори кои што ќе учат цели една генерација. Како се подготвуваат идните наставници за современиот наставен процес? Видете, наставничката професија сама по себе е многу динамична професија, така што на нашиот факултет се трудиме нели во предметните програми постојано да внесуваме новини, да ги следиме овие брзи промени што се случуваат во општественото живење. И би истакнала тука три главни насоки околу кои се движи способувањето или подготовката на идните наставници за основно образование, а тоа се знаење, методика и вредности. Како прво, она главна парадигма која не води во образованието на идните наставници е да не бидат тие повеќе пренесувачи само на информации, туку главни фасилитатори на учење, односно да ги оспособиме да водат диалог со новата генерација на ученици кои учат брзо, учат дигитално и критички. Второ, исто така, свесни сме дека многу е важна практичната обука и постојано работиме на нејзино современување, модернизирање и засилување на капацитетите на практичната обука, затоа што токму преку практичната обука идните наставници имаат можност да применуваат интерактивни методи во наставната работа, да користат дигитални алатки, исто така да ги јакнат интеркултурните компетенции, би рекла, и да развиваат емпатија, како што кажав на почетокот, што според мене е многу
важна. Затоа што училницата повеќе не е само простор за знаење, туку училницата е мала заедница во која се развиваат индивидуи со различни интереси, различни потреби, можности, способности, стилови на учење и наставникот треба да е способен сето тоа да го следи, да го препознава и да го поддржува. И трето исто така важна работа е што ги поттикнуваме идните наставници, значи нашите студенти да разберат дека ова е и повеќе од професија. Да се биде наставник е општествена мисија. Најважната, а за тоа не е доволно само иницијалното образование на наставниците, туку треба да се тие да бидат оспособени за само учење, за само обука, за тимска работа, за прилагодување, брзо прилагодување на брзите општествени промени. Тоа е деликатна работа. Образованието е најсилната инвестиција. Тоа би требало да се подразбира зашто образованието е најсилната инвестиција, но добро е, нели, да го дообразложиме или да објасниме. Државата ја сочинуваат луѓето. Државата не е нешто имагинарно. Тие кои што живеат во неа, тие се всушност држава. А наставникот го создава човечкиот капитал. Наставникот продуцира луѓе кои во иднина ќе ја водат таа држава. Тие луѓе треба да се опремени со силни мечови на знаење, со волшебства кои ќе создаваат иновации, со магија која ќе ја направи земјата подобра, но секако и нивниот семеен и личен живот за да бидат задоволни. Од тука исклучително е значајно наставниците да проценат кое дете, кој ученик е талентиран или покажува некаков интерес за одредени области, затоа што во иднина тој во тие области кои се негова волја и желба ќе покаже најдобри резултати. На тој начин, кога овие луѓе ќе се најдат на пазарот на трудот, ќе можат да дадат најголем ефект. Наставникот е тој што треба да ги измотивира, веќе еднаш кажав, кој што треба да им ја пренесе желбата за знаење, за да го зголемува овој човечки капитал, кој во иднина ќе ја гради, создава и конечно ќе ја води државата. Очекувам овие наставници кои седат пред мене и сите други кои не се тука присутни да сторат се за оние кои што доаѓаат после нас да направат многу подобро од нас и да ја водат државата многу подобро од нас, затоа што тоа е нормален тек на нештата. Секој ученик треба да е подобар од својот учител. Па така се надевам дека на тој начин и ќе обезбедат силен просперитет на оваа држава. И се надам дека така ќе видите дека дојдат за нови генерации уште попаметни, уште поуспешни. Господин Миле, според вашето искуство и знаење, успешни практики од други земји би ги спробале во Македонија, кои успешни практики би можеле тука да се успеат нас? Most often we look at PISA results as a measure of success. We know that's not perfect, but if we look at countries that have achieved very high PISA results, we see a few magic elements, let's say. Се разбира дека најчесто ние се повикуваме на резултатите на тестирањата за PISA, вели. Се разбира дека тоа всушност е начин на кој што се мери успешноста. Ако ги погледнеме земјите кои што имаат покажано највисоки резултати на тестирањата на PISA, гледаме дека тука има неколку елементи од таа магија која што всушност ја применуваат. So maybe I can share 3 examples. One is Singapore, which consistently has high scores. And some of the key elements there are that teachers have high expectations of students, so they believe in students. They have sort of depth in the curriculum rather than covering many subjects. They go deeply into fewer subjects. And they have a sort of stable vision or strategy without a lot of changing and reforms.
Еве за тоа ќе ви посочам на 3 примери. Една од тие земји е Сингапур, каде што постојано вели се одржува високо ниво на резултатите на ваквите тестирања. Некои од клучните елементи кои што тие ги применуваат таму е дека прво наставниците имаат огромни очекувања од своите ученици, вели. Исто така тие многу навлегуваат длабоко во материјата, значи се фокусираат на помал број на предмети, но исто така имаат една стабилна визија за постојан развој и стратегија. Another example, excuse me, which we often look to is Finland. Historically, Finland has done very well in its PISA results. And one important factor there has been a very strong focus on pedagogy. The teachers are not only subject matter experts, but they're required to go through courses and training in pedagogy, and they adapt their learning approaches to the specific needs of students. Друг пример кој што ќе го посочаме се разбира Финска, која што историски вели постигнува многу добри резултати на тестирањата за ПИЗа. Еден важен фактор кој што тие го применуваат таму е поврзан со педагогијата, значи од наставниците не се бара да бидат стручни само по предметите кои што тие ги предаваат, туку особено да од нив се бара да поминуваат најразлични курсеви за педагогија и на овој начин тие својата настава ја прилагодуваат на потребите и интересите на своите ученици. And most recently, the highest performer in Europe has been Estonia, close by to Finland, but surpassing Finland. And in Estonia, there's a strong focus on equity in the education system, school autonomy, and nurturing a growth mindset among the students. И последно ќе споменам еден пример од неодамна, вели, во последно време највисоките резултати всушност ги постигнуваат учениците од Естонија, кои што се многу блиски до ние од Финска. Тие пред се најголем акцент или фокус ставаат на равноправноста, на автономноста што имаат самите ученици, но исто така и на менталитетот кој што е насочен кон раст и развој кај самите ученици. Maybe just to conclude with a little bit of magic sprinkled in, especially in the Nordic countries, especially important is this sense of belonging, that students feel a sense of belonging in schools. And we know from the PISA results, that's one thing that is measured. Second, the strong kind of communication and trust between teachers, students, and parents. And linked to that, the third magic element is really the engagement of parents. How do we get parents more engaged in their children's learning, supportive and reinforced at home? So those three elements really cut across the successful countries. И на крајот да заклучам, вели, и малку да фрлам нели малку магија на сето ова што го зборуваме, повторно ќе посочам на нордиските земји. Таму вели најважно е чувството на припадност кај учениците, дека тие припаѓаат на таа училишна заедница. Вели тоа е уште еден елемент кој што всушност се мери на сите тие PISA тестирања. Вториот елемент се однесува на комуникацијата и на довербата, која што постојано треба да се гради помеѓу наставниците, учениците и нивните родители. И третата работа на која што тие го ставаат фокусот е всушност ангажманот на самите родители. Како тие да бидат поприсутни, поангажирани, но и како да се поддржат во однос на нивниот ангажман кој што тие го имаат со своите деца дома. И овие се трите клучни работи кои што се поврзуваат со постигнувањето успеха. Ви благодарам многу, господја Милер. Пред да го завршам првиот дел, би сакала само да споменам на оваа панел дискусија, би сакала да споменам дека можеби и некогаш забораваме колку се важни наставниците, меѓутоа секогаш се тука за нас и се срцето на образованието. И би сакала вториот дел од панел дискусијата да го стартуваме со едно видео кое што ќе не потсети токму зошто сите професори, наставници, оние кои што не градат од мали како личности, се многу важни во нашиот раст и развој. Предлагам да го погледнеме видеото. Магијата во мојата професија е тоа што секој ден можам да видам како еден ученик расте, не само во своето знаење, туку расте и се гради како една комплетна личност.
Магијата е во моментот кога ќе видите дека едно дете разбира нешто ново. Блесокот во неговите очи. Тоа за мене е магија. Нашата професија е една од најблагородните. И тука е магијата. Вие сте дел од растењето на не само едно, на мноштво деца. Магијата во работата на наставникот е во тоа да со труд, со љубов, со посветеност го разбудат она во учениците кое што можеби е невидливо за некој. Магијата е во моментот кога ќе видите дека учениците со интерес и желба поставуваат прашања, истражуваат она што се учи и тоа значи дека го разбираат новото наученото. Блесокот на среќата во очите на секое дете, за мене тоа е магија. Па мислам дека најмногу во можноста да се влијае врз младата личност во едно време во кое што живееме како што е денешното, пред се да се влијае на еден позитивен начин и да оставите траги во животот на децата. Магијата лежи во моментот кога ќе го видите детето како одеднаш разбира нешто ново. За мене тоа е магијата. Се надевам го погледнавте видеото, а ние сме сега на вториот дел од панел дискусијата, каде што со нас е претседателката на Сојуз на просветни работници магистра Лидија Николовска-Георгиевска, која долги години со љубов и посветеност го пренесува знаењето на младите генерации. Тука е Магдалена Весковски, родител на ученик, но и претседателка на Совет на родители. Последно, но не по важност и најмалку важно, нели? Нормално со нас е Билјана Илиева, наставничка по биологија при Основно општинско училиште Свети Климент Охридски, која секојдневно повеќе од 30 години своето знаење и вештини ги пренесува на учениците. И сега со оваа комбинација би сакала да ја започнам втората панел дискусија. Претседателки, ќе започнам со вас. Во видеото кое што го гледавме, колку е силно влијанието на наставниците врз нашите животи, не само во училницата, туку и надвор од неа. Според ваше искуство, што е најголемиот предизвик, а што е најголемата радост во улогата на еден наставник денес? Благодарам за прашањето. Па директно би одговорила дека најголем предизвик, иако има доста предизвици кои континуирано ги следат и ги совладуваат, ги солвираат наставниот кадар и сите други просветни работници, сепак најголем предизвик е да создадете една стимулативна, сигурна, безбедна, креативна атмосфера, каде што сите воспитаници од сите нивоа на образование ќе се, односно воспитаници, ученици, студенти ќе се чувствуваат безбедни, ќе имаат можност да ги развиваат своите потенцијали, ќе знаете докаде е нивниот развој, нивните силни и слаби страни, од тука ќе започнете да ги развивате нивните капацитети, ќе создадете атмосфера на колаборативно учење, атмосфера на одговорност, меѓусебна почит, исто така резилиентност во однос на сите превирања што се случуваат, значи не само знаењата како информации, туку и развивање на нивните капацитети, на нивните способности. Ви благодарам на одговората. Додека само малку би сакала, најголема радост е кога ќе ја добиете довербата преку насмевката на учениците и кога ќе ви поставуваат прашања и кога тие критички ќе се осврнат на она што вие сте го инволвирале во наставниот процес и кога ќе израснат дури подоцна, бидејќи ефектите од продуктивна работа не се видливи на дневен план, туку тие подоцна се видливи, но сепак се ориентир за самиот наставник дека е на вистински пат и таа насмевка за доверба и соработка на вистина е многу значајна за наставникот. Тоа најмногу значи, тоа најмногу радува на крајот на денот. Господи Илиева, од ваша перспектива како просветен работник, како ја гледате улогата на наставникот во развојот на децата? Па, улогата на наставникот е повеќе слојна. Првиот контакт што кога родителите се одвојуваат од своите деца и ги предаваат на некој друг што ќе биде нов лик во животот на детето, односно лик кој што ако дотогаш се идентификувал преку родителите, сега има ново нешто преку кое што може да се идентификува и она што наставникот го прави во текот на раниот развој на детето, односно во првите години од неговото образование, е многу важна. Јас затоа сакам навистина да им оддадам чест на сите колеги од оделенска настава прво, затоа што тие се таа прва спрега, да,
А нас веќе во предметна ни доаѓаат како веќе оформени, подготвени за ние да надградуваме понатаму. Улогата на наставникот е голема. Прво, воспитниот дел. Го надградуваме она што родителите дома почнале да го прават. Да, потоа образовниот дел, многу важен, нели? Ама во текот на образовниот дел е многу важно да се социализираат децата. Она што е многу важно за училиштата. И сето тоа како заеднички да го изградат детето во една прекрасна личност која што сите очекуваме, и наставниците и родителите очекуваат детето навистина да добие и знаење, да биде воспитано, да биде умно, да биде културно. Како велат за тоа ги праќаме на училиште, не? Да. Ви благодарам. Ме интересира господјо Весковски. Ви благодарам што сте тука денес. Според вас, кои се клучните вештини кои наставниците треба да ги поседуваат за да имаат комуникација, и тоа добра комуникација со учениците? Да бидат магионички. Се шалам. Ви благодарам и на можноста да учествувам на овој панел, бидејќи стојам пред голем аудиториум на наставници, на учители. Ете, од името на родителите, јас од срце ви го честитам овој светски ден, каде што оддаваме признание за токму ова. Едукација, образование, градење на нашите деца, градење на она што и ние денес сме. Значи, и јас се уште ја паметам мојата прва учителка, наставничка, професор, омилен професор, секој се врзува за некој професор, за некоја вештина која што ја учи од професорите. Кои вештини би требало да ги имаат и премногу ги имаат, затоа што верувам денеска наставниците се една нишка која што го следи и основното образование, сите вештини кои што нивната едукација и работен век ги стекнуваат. И пред се јас би рекла дека навистина довербата, комуникацијата, емпатијата која што и ја слушнавме сега се некои по мене клучни вештини кои што би требало да ги имаат, но од оваа страна како родител многу треба да работиме и ние со нашите деца, да ги поставиме до каде е наставникот, до каде и каде е границата и на учениците, затоа што и премногу голема автономија и следење на модерното, по мене би требало да има исто така да се знаат и границите. Големи магионичари се и мислам дека премногу прават за нашите деца. Ви благодарам многу за практичните совети, бидејќи она што вие денес го кажавте е дел од магијата која што ја пренесуваме кога станува збор за и како родител, и како професор, и како просветен работник, што и која е нашата улога. Меѓутоа, би сакала како, да речеме пред самиот крај, бидејќи уште многу малку ни останува, би сакала да ги погледнеме сега децата. Што децата имаат да кажат кога станува збор за образовниот процес, за тоа како тие се чувствуваат. И мислам дека нема потреба повеќе да филозофирам, да го погледнеме видеото. Здраво, јас сум Јана Димитриева. Здраво, јас сум Дамјан Крстевски. Здраво, јас сум Лука Димов. Јас се викам Јова. Илина Мерани. 4. Јас се викам Теодора Малинова. Ја имам 4 годинки. Јас се викам Бато Марко. Омилен предмет ми е историја. Омилен предмет ми е физичко. Шутирање на топка. Се играме со играчки во кујна. Да цртам и да бојам и да си играм со другарчињата. Најмногу ми се другари Петар и Мати. Компир манџа со салата. Мене наставнички ми се Анкица и Рената. Мојата наставничка Милена ми е Нашата наставничка се вика Вики Васе. Двете се битни бидејќи треба да знаеш понатаму во животот, но и треба да бидеш добар во училиште. Па не убаво да се учи за знаење дека тоа ќе опамтам скоро цел живот? Да, имам добра работа. Они се тука секогаш за нас. Јовано, Јованке, Елено, Кевко, Елено, ти е нана мајка.
Никој нема да ти го даде микрофонот, мора сам да си го земеш. Искрено од срце ве насмеа, нели? Јас мислам дека нема нешто поискрено од детска насмевка и од детска среќа и детска радост, а вие често знаете како професори да бидете дел од таа среќа. Сега на сцена ќе ја поканам претседателката на Сојузот на просветни работници, магистар Лидија Николовска-Георгиевска и министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јановска. Бидејќи тие ќе треба да доделат нешто многу убаво, односно наградите за нашите волшебници без наметка, за оние кои што секој ден се трудат за едно подобро утре, за оние кои се трудат да ги научат на едно малку поинаква култура и образование нашите дечиња. Мислам дека слободно помелите тука дадете? Така е. Можеме да почнеме, нели? Признание за просветен работник на годината за 2024-2025 од предучилишно образование во категорија воспитувачи Елеонора Костовска Јовановска, воспитувач во наша иднина прилеп. Поверете. Елеонора, честитки. Продолжуваме понатаму. Во категорија стручна служба магистар Фросина Ангелова, педагог во Мајски цвет Скопје. Повелете овде слободно. Слободно тука. Фросина Ангелова. Слободно повелете тука. Ете Фросина Ангелова. Аплауз. Признание за просветен работник на годината 2024-2025 од основно образование во категорија одделенска настава. Сузана Келешовска, Мурат Лабуништи Струга, Наташа Тодоровска, Ѓорги Сугарев Битола, Маја Митевска Поцева, браќа Миладиновци Пробиштип. Повелете на сцена да се ги подигнете јубилејните награди. Во категорија предметна настава. Магистар Павлинка Вељановска, Гоце Делчев Неготино, повели на сцена. Доктор Милица Патраклиева, Лазо Трповски Скопје. Повелете на сцена. Да. И малку гужва на сцена. Во категорија стручна служба, доктор Аница Б. Златевска, психолог во Коле Канински Битола. Аница? Не би биле ние ништо и без средно образование. Признание за просветен работник на годината 2024-2025 од средно образование Јасмина Денковска, наставник по информатика во гимназија Гоце Делчев Куманово. Честитки. Мислам дека сцената полека, но сигурно ни се комплетира, нели? И колку убаво изгледа ова. Уште некој не остасува, повелете слободно. Слободно застанете тука. Тоа е таа магија која што ја носат професорите, магија која што никој друг не може да ја замени и никој друг не може да ја донесе идентично исто како еден наставник кој што се труди да го направи денот на вашето дете малку поразличен, да го научи на нешто ново, а тоа сепак да биде креативно. Тоа се овие луѓе кои што денес добиваат награда, тоа се овие луѓе кои што го креираат столбот за нашите најмили и најмали. И се надам дека аплаузот кој што сега ќе го дадете, ќе биде најгромогласен, бидејќи така некако полека ќе завршиме. Уште еден аплауз. Пред да го завршиме ова издание,
Ве повикувам да ја поддржите оваа кампања. Магијата е во знаењето. Да ги следите нашите социјални канали за повеќе информации, совети и инспиративни приказни. А ние ќе се видиме повторно на 26.10. во Домот на култура Марко Цепенков во Прилеп. До тогаш, скинирайте ги кодовите кои што ќе ги појавиме тука и приклучете се на онаа кампања која што ние денес, се надевам, успешно ја стартувавме, и тоа е магијата на знаењето. Ви благодарам уште еднаш. Девојки, може да се сликаме, нели? Да се сликаме. Може ли да повториме? Не носат наметка, ама создаваат магија. Токму така. А јас не смеам да заборавам дека за вас имаме нешто на крај. И тоа од Сојузот на просветни работници. Една благодарница која што е токму за вас, министерке. И тоа е изненадувањето на крајот на денот. Не смеа никако и секогаш? Може една фотографија, нели? Супер. Надо малку само да секунда, полеше више. Ви благодарам многу уште еднаш. Се гледаме на 26 октомври во Прилеп во Марко Цепенков. Ви благодарам уште еднаш. Во свет каде што секојдневно брзаме по резултати, оценки и успеси, често забораваме, зад секоја петка стои човек. Не носи наметка, но создава магија, не користи волшебно стапче, туку збор, трпение и срце. Зад секој дете што верува во себе стои учител кој прво поверувал. Магичните приказни не почнуваат со «имало еднаш», туку со «добар ден, деца». Магијата е во знаењето. Министерство за образование и наука.